Здраво, овни, добре дојдовте во новото видео во кое ќе ги толкуваме љубовните пораки. Значи, овој пат ние ќе зборуваме само за нешта и работи кои доаѓаат кон нас, а се однесуваат само на љубовта, на врските, на емотивниот дел од животот едноставно. Значи, ние ќе се посветиме и фокусираме на тоа. Меѓутоа, вие ако почувствувате дека некоја порака се однесува за нешто друго, тогаш и тоа е сосема во ред, затоа што ако добро знаеме да ги читаме и толкуваме пораките кои доаѓаат кон нас, ние во се ќе најдеме. И за она што всушност нас ни е потребно ќе најдеме одговор. Во се и секаде. Затоа сега да преминеме на пораките. Што носи месецов за вас, овните? Еден дел од вас ќе склучат брак. Ова е за некои од вас. Вие си знаете, тоа си се во ред. Не е нешто ново или изненадно, па вас ќе ви изненади. Не, вие си го планирате, се подготвувате, си ја врт. Меѓутоа, тоа нешто ќе бара од вас напуштање на некого или нешто. Може би со самото тоа вие ќе треба да заминете некаде подалеку. Може би напуштате некого, напуштате средината, напуштате. А може би напуштате некој, јас не знам дали вие знаете за овој некој што постои или воопшто не знаете, но некој со вашето заминување е буквално скршен. Значи целиот свет му се превртел наопаку и тој е во лоша состојба сега заради вашето заминување. Се чувствува дека се му е, дека му пропаднале сите можности, сите надежи, се е завршено за него. Може би вашето заминување не е заради брак, може би заради нешто друго, едноставно го оставате, напуштате некого и тој некој е скршен, како што кажав. Сега, за еден друг дел од вас, месецов носи прекрасни работи во бракот, во врската, зависи. Веќе се препознаете за кој е ова порака, носи прекрасни вести и прекрасни моменти. Може би вие ќе го пречекате новиот живот кој доаѓа, може би раѓање на бебенце, може би такво нешто, може би само и некои нови работи во бракот или во врската кои носат таква една среќа, една позитивна енергија, една радост, нешто многу убаво. Нешто многу убаво. За друг дел од вас, мислам дека се работи помеѓу партнерот, вие само имате судир, не на интерес, туку судир на авторитет. Кој да биде авторитетот? И едниот и другиот не попуштате, не сакате да попуштите, и сега борбата е чија желба да се исполни, чии идеи да се послушаат, чии совети да се послушаат, чии насоки. Ниту еден од вас не попушта и вие сте во еден таков судир. Тоа во месецов што следи ќе го доживеете, не е ништо големо и страшно, меѓутоа нешто ново доаѓа и сега вие треба да донесете одлука што со тоа нешто, како да го изведете, што да направите. Ова што доаѓа убаво, не е лошо. И сега вие ќе бидете во таква една состојба кој да се послуша сега овде. Тоа за еден дел од вас. За еден пат друг дел од вас, јас мислам дека вие како овни ќе сте многу тврдоглави месецов и нема да сакате да попуштите. Вие ќе бидете авторитетот и вие сакате да биде по ваше. Вие сакате тоа што како вие ќе кажете така да биде.
не сваќајќи дека со тоа правите една страшна голема штета и во врската и кај чувствата на партнерот. А вие некако му ги кршите сите, му ги уривате надежите дека нештата ќе се одвиваат добро, позитивно, взаемно, некако го разочарувате. Ова е ваша моментална состојба, но гледате да не премине во трајна, затоа што многу ќе си наштетите и на врската и на чувствата од партнерот. Неговите се чисти, убави, искрени чувства и не е добро да ги повредувате. Значи, обидете се, овој месец обидете се некако да му покажете дека тоа не е ваш карактер, дека тоа не е ваша финална одлука, дека вие таква или таков ќе бидете до крај на животот. Тоа е период еден некој каде што не сакате да попуштите, сакате да биде по ваше или без разлика за што и да се работи, каде што вие не сте флексибилни, не покажувате флексибилност, да го разочарувате. Значи, опитете се малку да се опуштите, обидете се малку да ги попуштите стегите и да му донесете малку надеж на партнерот дека се ќе биде добро. Зашто, како што напоменав, ова е некој кој не заслужува да биде повреден, не заслужува да се разочарува. Неговите намери и чувства се едни од најчистите во љубовта, кои ги среќаваме во животот. Еден друг дел од вас пак некој вака сега ова е за тие што сте самци, за тие што сте сингл, вие сте си во една совршена и идеална состојба како сами и мислите дека тоа сте го постигнале она што сте го сакале во животот, финансиската ситуација е идеална, вие сте самите способни, самостојни, вие сте во една совршена состојба да си го водите животот таков како што е и сами. Меѓутоа, вие знаете, некаде длабоко во вашата душа знаете дека сам не се може. Вам ви е потребна љубов. Сакале тоа да си го признаете или не во моментов, меѓутоа, вам ви е навистина потребна љубов. И сте во некоја фаза каде што некако мора да одлучите ќе прифатите ли љубов во вашиот живот или не. Затоа што нешто доаѓа, вие го чувствувате тоа е тука, тоа е постојано тука. Тоа е едноставно не се откажува од вас и не знаете дали да го прифатите во вашиот живот, дали да му дадете место во вашиот живот на тоа што доаѓа. Тоа што доаѓа и вие тоа го знаете, некаде длабоко во вас се чисти емоции, чувства, искрена и вистинска љубов. Вас, ќе ви го наруши единствено само тој самечки начин на живот, а ќе ви даде многу. Меѓутоа не сте одлучни дали да му дадете на тоа нешто простор во вашиот живот. За тие другите па што сте сами и мислите дека едноставно животот, судбината е таква, не е фер кон вас и вие сте сами, вие треба да знаете дека вие сте сами само поради вашата бариера. Вие сте си формирале околу вас една бариера и не давате простор да се влезе, не давате можност некој да ви прииде, некој да ја помине таа бариера. Вие самите ги одбивате се што доаѓа кон вас, вие самите го попречувате. Не знам како, не знам зошто, меѓутоа вие не дозволувате никој да навлезе во таа бариера. Значи, не е до судбината, не е до животот, вие постојано нешто доаѓа кон вас, но вие самите го спречувате тоа што доаѓа. Буквално вие самите. Значи, ако сакате нешто ново да ви се случи,
Вие треба малку да се... Епа, може би оваа тврдоглавост, ова кај сите васовни периода, и ќе ви малца ќе ве малку може би ќе почне да ви станува јасно дека се работи за тврдоглавост и дека во животот се што ви се случува заради тоа што не сакате понекогаш да бидете флексибилни и сте тврдоглави некако, може. Исходот на работите за сите од вас што ви се случуваат по месецот е ов. Заблагодарете се на нештата кои доаѓаат кон вас во љубовта. Знајте дека го заслужувате ова и дека вие заслужувате да бидете се и да имате се што вашето срце посакува. Значи, ова е порака за некого, ова е исход, значи ова е она што ќе го доживееме сигурно. За тие ова може би е порака за тие што едноставно мислите дека не заслужувате некаква среќа во љубовта, не сте доволни, не сте доволно добро, доволно убави, доволно... Значи, ова порака беше за вас и да знаете дека вие се што ќе посакате, тоа вие го заслужувате. Само дадете му простор на тоа нешто. За некои други од вас, пораката е минатото е сега зад вас. Ослободете се од него и прифатете ги новите можности. Нов пат е пред вас. Следете го со верба. Значи, исто и ова за некој од вас е порака. Нешто ново доаѓа и кај тие што сте самци, и кај тие што сте во брак, единствено вашата тврдоглавост може да насчети. Затоа внимавајте на тврдоглавоста и прифатете ги новите можности и љубовта која доаѓа кон вас. Драги мои овни, до следното видео. Чао, чао!